Делчево и Берово и понатаму остануваат финансиски заробеници. Јуни, рокот кога општините требаше да се раздолжат со парите кои владата ги одобри за да им ја олесни работата, за овие две општини не значи речиси ништо. Општината Берово од државата доби 24 милиони денари за раздолжување, но овие пари многу не помогнаа. Сите на повикот фирмите и физичките лица кои справните физичките лица кои се имаа пријавено, ги пријавија врските, дел од нив има дадено дисконт, значи целосно ослободуваат каматата и намалување на дел од главнината, што беше законска обврска. Можам да кажам дека во најголем дел сите стари обврски се измирени и сите до тој момент судски пресуди, освен извршителот Павле Томашевски кој застапува АДГП, мислам како извршител застапува АДГП Лагонија во стечај, која од вкупниот износ кој го имаше пријавено по спогодбата по записник од 22.144.550 денари, кон нив се исплатени 11.265.352 денари. Со колков долг сега останува општината и ќе успее ли да ги сервисира месечните рати? Ние побаравме, значи имавме доставено по 2 наврти барање до одбора на доверители и до стечајниот управник да можат да ни дозволат да вршиме плаќање на преостанатиот дел од долгот на рати. Меѓутоа, се уште таа постапка не е затворена, не е завршена, сме во преговори. До конечност на постапката не можам конкретно да кажам на колку рати и во кој период истиот долг ќе биде сервисиран, за да можеме реално како многу други општини во Република Македонија, во Република Северна Македонија да станеме финансиски стабилни, да можеме редовно да ги извршуваме надлежности кои ни се дадени со закон. Идентична, но посложена судбена со Берово дели и Делчево, која со години работи со блокирана сметка. Дали Делчево имаше заеднички јазик со своите доверители кои со години градот го држат во финансиско заложништво? Имавме дилема со две фирми кои не се откажаа од основниот долг. Мислам, ние 1% не се откажаа од основниот долг, не се откажаа од каматите и од другите процесни трошоци. За овие две фирми нема да вршим исплата и во консултација со Министерството за финансии рекоа и покрај тоа што нема да се врши исплата кон овие фирми, треба да бидат износи ставени во колоната број 5. Тоа се работи за фирмите СД Трансвегор и ГД Гранит. Значи реден број 25 и 26. Ова значи дека Берово и Делчево уште долго ќе работат под притисок и дека секој втор денар ќе оди за камати, извршители и други трошоци. Лошата состојба во овие две општини веројатно уште долго ќе биде таква, а надежта ја гаси и министерот Тевдовски со изјавата дека владата пари за општините веќе нема да издвојува. Можеби Делчево и Берово требаше да бидат некаков исклучок, но ако правилото е за сите, тогаш овие две општини владата ги прогласи за доживотни златни кокошки на доверителите.